Света Софија, вера, нада и љубов. Кон крајот на првиот и почетокот на вториот век со својата верба во Исус Христос се прославиле 4 римјанки: мајката Софија и незините 3 ќерки – Вера, Нада и Љубов. Мајката Софија живеела како вистинска христијанка со добри дела, во постојана молитва и силна покорност на Божјата волја. Во тој дух ги воспитувала и своите 3 ќерки. Но тој начин на живење не останал незабележан од императорот Адријан, кој во тоа време ги прогонувал христијаните и кој ги повикал мајката и 3 ќерки за да се увери во тоа што го слушнал. Но тие не само што не се исплашиле, туку со задоволство тргнале кон злогласениот владетел на кого мудрата мајка му соопштила: „Јас сум христијанка. Тоа е скапоцено име со кое можам да се гордеам. Со тоа име се гордеат и моите 3 ќерки.“ Императорот не можел да поверува што слуша и ги повикал 3 девојчиња. Тој им понудил да ги нарече своји деца, да им даде големо богатство, раскошен и удобен живот, само за да се откажат од својата вера, а во спротивно им се заканил со жестока смрт. На тоа одговориле: „Нашиот татко е Богот што живее на небото. Тој се грижи за нас и ние сакаме да бидеме почитувани од него. Сакаме да бидеме негови деца. Ние само нему му се поклонуваме и ги почитуваме неговите заповеди, а ги презираме твоите богови. Не се плашиме од твоите закани, зашто сме подготвени да ги стрпиме големите страдања во името на Исус Христос, нашиот Бог.“ Потоа императорот ги ставил на тешки страдања 3 девојчиња и ги погубил, а мајката ги гледала таквите страдања на своите ќерки Вера, Нада и Љубов. Потоа ги погребала и 3 дена се молела над нивниот гроб, пошто и таа ја предала душата на својот Спасител. Светата црква ги прогласила за маченички 3 девојчиња Вера, Нада и Љубов и нивната мајка Софија и го востановила нивниот празник.